македонска спортска сцена. На Спортското радио 90,3 FM. Поштовани слушатели, отворена програма на Спортското радио 90,3 FM и денес имаме интересен гостин, интересен разговор во продолжение, затоа што оваа недела полека некако почнуваат и земаат залет оние атлетски надпреварувања. И минатата седмица во делот од Македонија имаше извесен број на отворени улични трки, како што ги нарекуваме, а оваа година по 27 пат Скопје ќе биде домаќин на популарниот Ширичин мој маратон, кој што се одржува традиционално на една интересна кружна патека која што е во градскиот парк во Скопје. Еден обичен маратон, сам по себе веќе толку години обстојува, а расте од година во година и навистина мене ми е многу драго затоа што ние некако во континуитет 3-4 години наназад секогаш кога ќе дојдат настаните разговараме со дел од организацијскиот одбор, би рекол и организаторите на маратонот, атлетскиот клуб Ширичин мој од Скопје, кои што стојат за целата оваа идеја и комплетната реализација, онака како што почна пред 27 години па практично до денеска кога трае трката. Моја гостинка во студиото на Спортското радио е Даниела Матевска, инаку од атлетскиот клуб Ширичин мој и дел од организацијската структура практично на самиот маратон. Даниела, добар ден и добре дојде во Спортското радио. Добар ден и ви благодарам на поканата. Ширичин мој маратон 27 пат оваа година. Недела е терминот за трчање низ градскиот парк. Предпоставувам традицијата успешно продолжува, како што успеав да разберам од година во година, не само што традицијски продолжувате, туку и го зголемувате и обемот на преварувачи, а и бога ми целата суштина и би рекол местото на маратонот и не само во домашни, туку и во меѓународни рамки. Да, како што кажавте, оваа година се одржува 27-то издание и се работи за маратон со најдолга непрекината традиција во Македонија. Се одржи во недела, 15 март, во градски парк Скопје. Патеката исто како од минатата година се работи за кружна патека од 1738 метри. Започнува во близина на Луна паркот, кружи околу тартан патеката и езерцето, при што маратонците трчаат 24 кругови, полумаратонците 12, а на трката на 10 км се трчаат 6 кругови. Односно оваа година настанот се состои од маратон, полумаратон и трка на 10 км. Тоа е по традиција така или оваа година имаме нешто плюс? Оваа година ново ни е трката на 10 км, додека маратонот и полумаратонот се стандардно секоја година. Таа кружна патека е веќе традиционална, имаше промени во однос на и поставувањето таму и на тартанот, на кој што да кажеме дека нема да се трча, него се трча околу тартанот. Тоа е сертифицирана патека. Да, патеката оваа година има меѓународен сертификат, што значи дека измерена и потврдена од акредитиран мерител со ранг Б по светска атлетика, и маратонот како улична трка се трча по асфалтираниот или бетонски дел, не по тартан патеката, и тој дел секогаш е соодветно обезбеден за учесниците да знаат да не трчаат по тартан патеката. Затоа што кој ќе трча по тартан добива дисквалификација, пред тоа е основа за дисквалификација. Затоа што станува збор за улична трка и затоа се трча практично на пат. Годинава се одлучивте на трка на 10 км, тоа е едно од најпопуларните трки за така наречените тркачи рекреативци, така ги нарекуваат. Иако 10 км и не е баш нешто рекреативно, но сепак кај нас се доста популарни трките, тие класични улични трки ги има низ скоро цела Македонија, да не речам низ сите градови, најголемиот дел од градовите имаат своји улични трки. Генерално тие се тие трки на 10 км кои што практично обезбедуваат и масовност на целите манифестации. Оваа година добивате масовност со таа трка на 10 км или Ширичин мој маратонот останува популарен пред се поради тоа што се прејавуваат љубители на оние долги трки како што се полумаратонот и маратонот. Најголемиот број на учесници се уште останува на маратонската и полумаратонската трка. Трката на 10 км, како што кажавте, навистина е популарна. Меѓутоа го ограничивме бројот на помал број на учесници со цел да овозможиме поголема достапност за маратонците и полумаратонците. Меѓутоа исто така тркачите на 10 км ќе им дадат како еден додатен наплив на енергија. Така што маратонот започнува прв во 8 часот, потоа во 8:15 започнува полумаратонот, а во 9 часот започнува трката на 10 км, па сето тоа некако допринесува и за сите тркачи. А дефинитивно тие трки остануваат како најпопуларни.
При што понатаму нас би ни инспирирали да организираме посебно само трка на 5 и 10 километри, меѓутоа овој пат во склоп на маратонот ќе имаме и таа трка. Колку годинава надпреварувачи се вкупно пријавени по категории, по трки? Оваа година се пријавени 325 учесници од вкупно 28 земји, при што се пријавени 80 маратонци, што нас навистина не радува. Бројот на маратонци секогаш бил помал, оваа година е поголем. Значи, оваа година се пријавени учесници од 28 земји, пријавени се учесници од балканските земји, од повеќето европски земји, Швајцарија, Германија, Австрија, скандинавските земји. На наше изненадување за прв пат имаме учесници од земји како Аргентина, Кипар, па дури и Тајван, што навистина не радува и што зборува во прилог за тоа дека настанот од меѓународен карактер сепак. Она што ме интересира, трката на 10 километри, рековте дека ограничивте бројот на надпреварувачи, колку рекреативци условно речено ќе има на таа трка? 65 надпреварувачи на трката на 10 километри. Затоа што во принцип таа масовност која гледаме и на Скопскиот маратон и на останатите трки кои доаѓа на тие трки условно речено пократки на 5 или на 10 километри, прави проблем за маратонците и за полумаратонците. Сето тој метеж кој што се јавува на патеката е дополнителен проблем за трката, особено кога станува збор за кружна патека, каде што нема простор некој да се оддалечи или да побегне од таа гужва. Секогаш практично ќе се сретнат на некој дел од патеката надпреварувачи од различни дисциплини. Самата патека, самата местоположба, колку максимум надпреварувачи според вас како организатори може да се вклучат во самата трка? Годинава 325, до каде би можеле да додеме со таа бројка, затоа што сепак ограничениот простор на тие кружни патеки не дозволува тоа да е неограничен број на надпреварувачи од калибарот на овие градски маратони што се. Да, значи ние пред се како приоритет ги имаме тркачите, сакаме да имаат убаво искуство, да обезбедиме максимална поддршка за нив и затоа тука е ограничувањето во однос на број на учесници. Покрај тоа што оваа година го ограничивме бројот на учесници на трката на 10 километри и вкупниот број на учесници оваа година го ограничивме на 325 баш со таа цел. Да тркачите имаат убаво искуство, да секој еден има доволно простор на патеката, што тоа беше некоја наша проценка. Дали во иднина би го зголемиле, се уште немаме одлучено, а за оваа година баш одлучивме 325 да биде вкупната бројка на учесници на сите трки. Значи пополнете лимитот. Да. Оваа година. Да, дури пред предвидениот рок за пријавување прв пат оваа година се пополни бројот на предвидени места. Добро, можеби искуството од оваа година ќе ви каже колку простор има за зголемување на бројот на надпреварувачи или пак можеби оваа бројка да се покаже како преголема, затоа што реков станува збор за кружна патека, кога е кружна патека во прашање, тука немате неограничен простор за број на надпреварувачи. Даниела Матевска, моја гостинка денеска овде од атлетскиот клуб Шричин. Мој подсетувам, недела 15 март, новото 27 издание на Шричин мој маратонот се трча во градскиот парк во Скопје. Очекуваме навистина една добра трка. Предлагам малку да направиме една куса музичка пауза, ќе се вратиме во уште еден втор дел од нашиот разговор, ќе проговориме малку и за историјата и за она што следно и атлетскиот клуб, а воопшто и организаторите на овој навистина исклучителен настан во наша земја го планираат во следниот период. Бидете со нас. Се враќаме во вториот дел на разговорот. Даниела Матевска е моја гостинка денеска. Зборуваме за Шричин мој маратонот во Скопје в недела 15 марта. Во градскиот парк имаме една убава навистина кружна патека, една традиција која трае веќе скоро 3 децении, која продолжува и оваа година со навистина рекорден број на надпреварувачи 325 во 3 дисциплини. Иако самото име кажува Шричин мој маратонот, практично секогаш беше и создаден со идеја тука да гледаме маратонски трки, а интересно е што е малку поразлично затоа што не се трча низ скопските улици, туку се трча на една кружна патека од близу 2 километри, нешто пократко од 2 километри низ градскиот парк и се вртат поприлично кругови, така што е навистина интересно искуство и за оние кои што досега можеби немале можност на ваков начин да истрчаат еден маратон, иако голем дел од оние кои што трчаат, кои што се и рекреативци, полупрофесионалци и професионалци, го користат градскиот парк за тренинзи и за подготовки. Даниела, зборувавме за целата трка, за она што ќе се случува. Растете и вие со овие 27 години и организацијски, спомена 28 држави, европски и светски, од каде што ќе дојдат надпреварувачите. Какви беа одгласите по последното издание минатата година? Некогаш најдобриот маркетинг го добивате лично од учесниците.
тие повикуваат со себе и пријатели и познаници од другите држави, претпоставувам дека има позитивни искуства, особено кога зборуваме за странците кои доаѓаат на Ширичен мој маратонот. Да. Првично, сите информации за маратонот се достапни на веб страницата на англиски јазик, меѓутоа, како што кажав, ние мислиме дека најголема заинтересираност се ова кога тркачите споделуваат искуства меѓу нив. Така што тоа мислиме дека останува најдобар маркетинг до ден денес. Има ли надпреварувачи кои доаѓаат континуирано, можеби повеќе од 10 години? Да. Зборувам за странци, не за домашни надпреварувачи. Не, претежно тие тркачи кои што редовно доаѓаат се македонците. Да, странците може да се случи да дојдат 2-3 пати, меѓутоа секоја година така не баш. Добро, во принцип маратонците сакаат да посетат што повеќе земји, да поминат што повеќе маратони, па затоа и календарите секоја година им се различни за пред се малку таа туристичка гледна точка, за да поминат што е можно повеќе маратони и да ги имаат во своето CV како истрчани. Освен Македонија, од каде имаме најмногу надпреварувачи оваа година, од која земја? Освен Македонија, најголем број надпреварувачи имаме од соседните балкански земји, потоа исто така има доста надпреварувачи од Полска, има од Германија, од Австрија, има од Соединетите Американски држави, за прв пат имаме од Латвија, така да баш е така интернационален настан. Да, широка лепеза на надпреварувачи. И на кој година има предвидено награди во повеќе категории, претпоставувам, освен во сениорска конкуренција мажи и жени, кој се ќе биде прогласен за победници, во кои категории практично ќе се бодува трката? Значи, бидејќи Ширичен мој трките се организираат во духот на себе надминување, тука финансиски награди нема, меѓутоа имаме награда во вид на пехар, медал и диплома. Покрај прогласување на првопласирани во генерален пласман, прогласуваме и победници во возрастни категории од 50 до 59, од 60 до 69 и над 70 години во машка и женска конкуренција. Имаме добра бројка на надпреварувачи во овие ултра возрастни категории. Да. Дури оваа година имаме и најголем број на надпреварувачи на маратон над 70 години. Која е бројката? Мислам дека 4-5 беше, што не се случило до сега над 70 години на маратон. На маратонската трка. Да, на маратонската трка. И за полумаратонци сигурно има исто така. Да. Тоа ќе биде интересно да се види за оние кои што ќе бидат. Инаку патеката ќе биде добро означена во градскиот парк, така што и тие што ќе бидат, би рекол условно речено, само како гости ќе може да го следат целиот настан. Почнува 8 часот наутро, веќе кажавме, и ќе трае максимално колку? 5-6 часот. До 2 часот. 6 часот, значи практично до 14 часот треба да завршат сите надпреварувачи или барем оние кои што ќе успеат да ја завршат таа трка. Ме интересираше каква ви е соработката со оглед на тоа што Ширичен мој како па и како иницијатива, ќе ја наречам повеќе, ги има на повеќе локации во светот, со Васко, кој што исто така еден од вашите организатори, соработници, зборувавме пред неколку години, имате навистина убава соработка и со партнерски, би рекол, маратони, особено во рамките на оние ултрамаратони, каде што Ширичен мој особено се појавува и како организатор и како дел од целата таа организацијска структура на светот. Соработувате со кого можеби најдобра соработката, одите партнерски, гостувате на други маратони? Значи, Ширичен мој маратон тимот е основан од Ширичен во 64-та година во Њујорк, меѓутоа денес постои во 64 земји низ светот. Така што се работи за еден глобален тим, присутен во повеќе земји. Кога ги организираме овие трки, секогаш имаме помош од најблиските соседни тимови, како од Србија, од Бугарија, меѓутоа и од подалечните доаѓаат и од Германија, од Австрија, на пример. Пред се представници на Ширичен мој маратон тимовите од другите земји. Меѓутоа, бидејќи Ширичен мој трките се организираат со 100% волонтерски персонал, секој еден што сака само иницијативно се приклучува во организација на денот на трката, не мора да е член на клубот, бидејќи тие трки така воопшто се реализираат и така обстојуваат, значи целосно со 100% волонтерски персонал. Тимовите меѓусебно си помагаат од една до друга земја. Исто и ние идеме, еве на пример после нашиот маратон, следната недела имаме маратон, Ширичен мој маратон во Пловдив, пак идеме таму да помогнеме. Се работи во тој дух за себе надминување на тркачите и како еден вид на служење од страна на помагачите. Инаку во околинава каде се има Ширичен мој свој трки?
Дали се маратонски, полумаратонски? На ниво на Македонија го организираме... Не, зборувам во околинава надвор од Македонија, нашиве граници, осам Бугарија, спомна со Пловдив. Бугарија, во Србија, понатаму во Чешка имаме исто така широчини мои трки, во Молдавија, Германија, Австрија, буквално повеќето европски земји. Цела европска. Мислев во околината, значи Србија и Бугарија се главно. Најблиску. Сега ме интересира што е со оние ултрамаратонски трки, бидејќи тоа е една специфична и доста популарна во последно време, затоа што и во Македонија почна да се појавуваат ултрамаратонци, особено што мене ме радува кај дамите во женска конкуренција, веќе имаме неколку познати ултрамаратонки кои што постигнуваат и забележителни резултати на меѓународна сцена. Шричин мој токму како идеја за себе надминување го има ултрамаратонот можеби во врвот. Имаме ли шанса да видиме тука некоја организација на ултрамаратонска трка, колку е тешко да се организира тоа, колку е специфично и дали бара некои посебни сертификати, одобренија? Значи, покрај Шричин маратонот, како што рековме, сега ја организираме и Шричин мој 24 часовната трка, по трет пат оваа година. Значи, се работи за моментално единствениот уличен маратон во Македонија. Настанот оваа година се состои од 4 трки, 24 часовна трка, 12 часовна трка, 6 часовна трка и полноќен маратон. Како што кажавте, Шричин мој е пионер во ултрамаратонските трки, во основањето на тие трки. И овие ултратрки исто така се организираат во повеќе земји, а во Њујорк се организира и најдолгата сертифицирана трка на 3100 милји. Ние сме навистина срекни што успеавме пред 3 години, значи да започнеме таа традиција на уличен ултрамаратон во Македонија. И исто како што кажавте, гледаме дека интересот е поголем и имаме повеќе и женски учесници, што навистина не радува. И до предскоро, например, на ниво на Македонија луѓето не имале можност за една таква трка, а сега е веќе многу достапна и секогаш се трудиме што повеќе да ги инспирираме луѓето, бидејќи на тие трки се работи значи за временски период. Во тој временски период останува лично на учесникот да си одреди свое темпо и стратегија, значи нема притисок кој колку ќе истрча, колку може да истрча практично, што повеќе за подобар резултат. Кога е таа манифестација? Оваа година ќе се одржи на 30 и 31 мај на истата кружна патека, која што на ултрамаратонот покрај меѓународен сертификат има и бронзена одзнака од Меѓународната асоциација на ултратркачи, што значи дека сите постигнати резултати се меѓународно признати и понатаму може да се користат за рангирање, за избор на тимови, за ратификација на рекорди, се според правилата на Меѓународната асоциација на ултратркачи и светската атлетика. Тука веќе претпоставам отворени се пријавите. Сега кога е ултрамаратонска трка, тоа е 24 часовен период на отвореност на патеката. Претпоставам има ли тука некакви ограничувања во однос на бројот на надпреварувачи и учесници, затоа што трката, поточно патеката треба да биде достапна 24 часа за сите што сакаат практично да бележат километри во своите нозе. Да. Тука единствено ограничување за учество на настанот не е возрастната граница од 18 години од страна на учесниците. Значи секој еден постар од 18 години може да се пријави при што не е потребно претходно искуство на слична трка. Патеката е обезбедена и во вечерните часови е доволно осветлена. Бројот на учесници моментално не е ограничен, бидејќи на тие трки се пријавуваат околу 50 на луѓе. Тоа не се некои масовни настани. Така. Да. Затоа што се пред се физички бараат многу захтевни, апсолутно кога доаѓаат на преручи од странство и тука сигурно. Да, оваа година веќе има 20 пријавени од 6 земји и се работи исто така за настан од меѓународен карактер. Исто така особено не радува што секоја година имаме повеќе учесници од странство, а воедно на таа трка е поставен и рекорд на најдолга помината дистанца на официјална трка во Македонија. Тоа минатата година беа 191 километар од Анести Барбутис од Грција. 191 километар во 24 часа практично. Да. А што е со оние пократки трки, ги споменати на 12, на 6 часа? Да, значи покрај 24 часовната имаме и 12 часовна и 6 часовна. И на нив исто имаме доста добри... Се одржуваат во исто време? Концептот на тој настане што во 8 часот наутро во сабота започнуваат најпрво 6 часовната и 24 часовната трка. За 6 часа ќе заврши 6 часовната трка, а потоа во 8 часот вечерта започнува 12 часовната трка, а на полноќниот маратон, при што заедно завршуваат следниот ден во 8 часот 12 часовната и 24 часовната трка. Што е разликата на полноноќниот маратон со овие преостанати 3 часовни трки?
Полноќниот маратон го воведовме оваа година, бидејќи се работи за потопол временски период и мислиме дека можеби Поладно време. Да, фатиме. Да, точно. И интересно е што ако на Ширчин маратонот временското ограничување за маратонот е 6 часа, на полноќниот маратон во склоп на 24 часовната трка временското ограничување на маратонот е 8 часа, така што сакаме посебно да ги охрабриме сите оние кои што можеби за прв пат сакаат да истрчаат, да бидат апсолутно уверени дека за тој временски период нели може и со нормално пешачење да се изоди маратон. Така што на маратонот поголемо е временското ограничување на полумаратонот и тука повеќе се обидуваме да ги охрабриме оние кои што за прв пат сакаат да учествуваат на полумаратон, а на 24 часовната трка на полноќниот маратон сакаме да ги охрабриме сите оние кои што за прв пат можеби сакаат да истрчаат маратон. Пријавувањето се уште трае, претпоставувам. Да, пријавувањето е отворено, трае, имаме 20 пријавени до сега. Ќе биде интересно, особено кога е полноќниот маратон во прашање. Минатата година имавте или оваа година дебитирате со полноќен маратон? Дебитираме оваа година. Да. Е прво, па да видиме какво ќе биде искуството. Да. Даниела Матевска, моја гостинка денеска, уште еднаш ќе потсетам во недела, не забравајте Ширчин мој маратонот за оние кои што се наши слушатели, кои што сакаат да го гледаат настанот, бидејќи бројката на надпреварувачи веќе е затворена, 325 колку што ќе се појават на патеката, ќе биде една интересна кружна маратонска трка. Ако досега не сте гледале такво нешто, повелете во недела 8 часот наутро е почетокот на првите трки. Ќе трае се тамо некаде до 14 часот, не само да погледнете, туку и да им дадеме поддршка на надпреварувачите за што е можно подобри резултати. Да, ние исто така секогаш ги охрабруваме сите кои што сакаат да дојдат едноставно да бидат само посетители на настанот, бидејќи таму има една навистина убава енергија што треба да се доживее и од кој што многу луѓе навистина црпат инспирација и споделуваат со нас дека многу од нив и за прв пат трчале на нашите трки, па потоа се инспирирале за нешто повеќе. Така да секогаш се трудиме што повеќе да ги охрабриме сите оние кои што за прв пат сакаат да дојдат било како тркачи или како посетители. Нека дојдат, ќе има и малку забава, меѓу другото сега кога е во прашање трката и ваквите ивенти воопшто и забавата е неизоставен дел секако од настанот. Даниела, ти благодарам за гостувањето во студиото. Се гледаме во недела на трката и потоа ќе зборуваме и за најдобрите резултати, а особено кога ќе дојде мај и овој навистина интересен ивент во вид на полноќен маратон кој што го организира атлетскиот клуб Ширчин мој, ќе биде наша причина повторно да се видиме овде во студиото на Спортската радио. Ви благодарам. Македонска спортска сцена на Спортското радио 90,3 FM.